Народот и фирмите за главија во февруари дневно се блокираат по 3000 сметки. Крими рекорд во Виница. За една вечер обиени 20 дуќани. Претежно пари се тржили. Поради климатските промени ќе има помалку вода, храна и шума во регионот. Од 60 до 70%. Денес е светскиот ден на најпристапниот медиум – радиото. Во браковите се повеќе трња отколку рози. Нема пари, ќе има и кавга. Крими рекорд во Виница. За една вечер обиени 20 дуќани лоцирани во центарот на градот. Речи си да нема дуќан на главната улица во Виница, каде ноќеска кратците не влегле. Собствениците и вработените утринава таму затекле идентична слика. Вратата е обиена, обштетување на вратата има, новченици извадено од тие што се продават по бутикот. Интересни за кратците биле салони за мобилни, бутици и галантерија. На дофатна рака им биле скапи телефони, компјутери и бела техника, како и ексклузивни парчиња облека, но кратците биле многу конкретни во намерите. Претежно пари се тржили. По касите, други работи не се. Ке нас имат веќе разбивано 3-4 пати. И на задните врати, и на предните. Ова е најголема кражба во регионот досега, но граѓани и трговци мета на кратци се во континуитет. Стално се дешава такви работи. Па нема работа, немат пари, што ќе прават? Крадат. Па треба патрола тука да се круже. Уличното осветлување не е многу слабо. Полицискиот увид траеше до доцна попладнево, а ефектот е двајца осомничени кои завршија во полициска станица на Ераспит. Најверојатно се работи за лица откочани, но детали се уште не се соопштуваат зашто истрагата не е затворена. Дополнително ќе се утврдува и висината на материјалната штета, но веројатно е дека кратците зеле помалку отколку што очекувале, зашто дуќанџиите во просек во касите имале помеѓу 500 и 1000 денари. Народот и фирмите заглавија во долгови. Само во текот на февруари, поради долгови од страна на УЈП и банките, биле блокирани сметките на повеќе од 53.000 фирми. Најчесто фирмите се блокирани поради неможноста во рокот на доспевање да ги измират своите обврски. Сега со журноста на судството и на извршителите доаѓаат на дневен ред и се извршуваат. Потоа има обврски кон државата кои што државата до сега ги толерираше. Паралелно со нив, блокирани се сметките и на над 41.000 граѓани, велат последните податоци на Народната банка. Нередовно исплата на плати, превише зимање кредити пошто се мали платите. Не може плата, не може да исплатат. Еден проботен 5 кредити у Стопанска банка, што друго. Но безпарицата е се посилна, а блокадите се почести. Во споредба со лани има 60.000 повеќе блокади кај фирми и околу 25.000 кај граѓани. Со еден збор тоа може да го крстиме како знак на сиромаштија. Не е добро што се блокираат сметките ниту на правните лица, ниту на физичките лица, бидејќи тоа значи дополнителни издатоци за носителите на тие трансакциски сметки. Како ќе се живее ако сиромаштијата со овој интензитет продолжи и понатаму? Ќе избега народот и бега. Нели гледате оти младиот кадар више бега. Колку состојбата брзо оди на лошо зборува и следниот податок. Во текот на февруари, како последица на лошото работење кај фирмите и големите трошоци на граѓаните, дневно се блокираат по околу 3000 сметки. Од нив 500 се на фирми и 300 на граѓани само од источниот регион. Најмногу на удар на климатските промени во Пехчево се водите, храната и шумата. Ова е детектирано во стратегијата за климатски промени што ја изработи општина Пехчево во соработка со УСАИД и Милие ЕУ Контакт и представува прва ваква стратегија во Македонија. Стратегијата треба да им помогне на пехчевци најдобро да се адаптираат и заштитат од климатските промени. Највредни работи кои што се идентификувани, а се поврзани со климатските промени ќе бидат на удар на климатските промени, тоа е пристапот до водните ресурси, пристапот до водата за пиење, пристапот до храна, односно земјоделските површини.
И третиот е пристапот до шумскиот комплекс. Шумскиот комплекс е многу важен за општина Пехчево. Граѓаните 8 месеци работе на детектирање на приоритетите за заштита од климатските промени и утврдија 78 приоритети за решавање. Стратегијата ќе ставиме после тоа на совет. Се надевам секако дека ќе ја усвоиме, затоа што станува збор за значаен документ кој ни дава насоки понатаму како да ја креираме општинската политика во врска со справување на тие климатски промени. Инаку дека климатските промени се реалност во Македонија, зборува и третиот национален извештај за климатски промени. Ќе претрпиме загуби во земјоделското производство негде од 60 до 70% се очекува до 2025 да се претрпат загуби. Значи посебно стануваше збор кој што работеа случај во националното извештај, да речеме за доматите, за пченицата, за сончегледот. Пехчево до 2016 година со финансиска поддршка од УСАИД ќе изработи уште еден капитален проект кој треба да помогне во справување со климатските промени. Инаку како резултат на овој проект, Пехчево доби инвестиција во филтер станицата за подобрување на квалитетот на водата за пиење, вредна над 600.000 денари. 11.000 граѓани, од кои близу 4.000 се во источниот дел на државата, се заболени од грип од почетокот на сезонава до сега. Само последната недела има нови 3.200 случаи, а најмногу болни се на возраст од 15 до 64 години. Македонските камионџии ќе добијат повисоки гаранции во износ од 60.000 евра наместо досегашните 50.000 долари за вршење на тир транспортот од Македонија во меѓународниот патен сообраќај. Со ова се обезбедува сигурност на сите пратки што се превезуваат под покритие на тир каранитите. Пензионерите имаат уште 2 дена за да поднесат барање за бесплатна бања. Од Министерството за труд и социјална политика ги повикуваат сите пензионери да го искористат последниот рок и да поднесат барање во сите филијали на Фондот за пензијско и инвалидско осигурување на Македонија. Вселувањето во новите социјални станови во Битола, Берово и Штип ќе зависат од одлуката на антикорупцијската комисија поради распишаните председателски избори. Доколку можеме, тоа би го направиле уште наредната недела, доколку не можеме, ќе мора да чекаме да заврши изборниот процес. Втората недела од февруари се одбележуваат денови на бракот, институција која носи многу задоволства и љубов. Нема што има, нема пари, кима и кавга. Каде нема љубов, нема ни брак. Врвот на искрената љубов. Сметам дека во браковите има љубов и толеранција. Од искуство 41 година. Кај нас во регионот годишно се склучуваат над 1000 бракови. Од нив некои траат долго. 47 години сме у брак ние со Цвета и јас заедно. И запознаме се нормално младите години, кога е време да се ствара брак. Само ние тогаш и стваравме браковите малку по-младите години. Да речеме Цвета имаше 18 години, ја имам 23 години. Има ли проблеми? Нормални проблеми со деца, со тоа. Имало е, ама се надминува. Толеранција треба да попушта еден на друг. Но некои проблемите можат, а други не можат да ги прескокнат. Тогаш темелот на општественото живење пука. Од тука и разводи има се повеќе, вели статистиката за светскиот ден на браковите. Имено, на секои 2 дена во регионот пропаѓа по еден брак. Вкупно, за една година тоа се 134 разводи. Најмногу вратени венчални бурми во регионот има во Кочани, 35, следува Штип со 31, Делчево со 21 и Виница со 17 разводи. Во останатите општини од регионот бројот на разводи се движи од 1 до 9. Каде има рози, таму има и трње, велат некои за браковите, но кај нас трња има се повеќе. Каде ли исчезнаа розите? Денес е светски ден на радиото, најпристапниот и најбрзиот медиум. За некој незаменлив, иако технологијата постојано ствара нови. Слушаме радио. Па, пошто телевизија не гледаме, мислам со очилата, и овака слушаме. Анкетираните се само дел од милионите слушатели на радиото, звукот кој допира до секој и секаде. Токму и поради ова, оние кои работат во радиото тврдат дека неговата магија е незаменлива. Радиото ви нуди една поинтимна, ако можем да кажем, комуникација со слушателите, затоа што малку сте послободни, го имате само микрофонот и може да остварите на некој начин малку подиректна комуникација со вашите слушатели. Има ли радиото замена?
Нема замена за радио. Што е тоа што го инспирира работењето во радиото? Па, инспирацијата е тоа што никош радиото не е завршено до крај приказна. Секош имате можност да криете нешто ново, да додадете нешто ново и тоа многу брзо после објавувањето на некаква вест или некаква приказна. Зошто токму 13 февруари е Светски ден на радиото? На тој ден 1946 година со радиска програма започнало да работи радиото на Обединетите нации. Од тогаш овој ден се празнува како роден ден на радиото, но како Светски ден на радиото е прогласен дури лани. Годинава кочанските земјоделци побарале вода за 770 хектари земјоделски површини. Од нив 250 хектари се на стопанства и тие од водостопанство бараат 6 милиони метри кубни вода, а 520 хектари се на индивидуални земјоделци. Општина Штип адаптира нов простор каде ќе биде сместена комплетната општинска архива. Иницијативата на градоначалникот, согласно зголемените ингеренции на општината и потребата од простор за современо архивирање на материјалите, наметна потреба од реконструкција на овој простор и негова преадаптација во архива на општина Штип. Со сопствени сили и минимални средства го средуваме просторот и за 10 дена општина Штип ќе добие нов осовременен простор за архивирање на материјалите. За да го спречи користењето на природните чешми во градот, но и уништувањето на поставените чешми со вода од градскиот водовод, општина Штип ќе постави киосци за вода на неколку локации во градот. Таа фирма ќе постави автомати за прочистување на вода, односно водомати. За поставувањето на урбаната опрема ќе плаќа закупнина, годишна закупнина од 8200 денари. За некоја символична надокнада парична ќе може да се граѓаните кои се излезени, кои нема каде да се напијат вода, да си купат. Социјалните семејства кои планираат проширување на семејството ќе добијат помош од Штипската локална самоуправа. Целта на оваа акција е да им се помогне на родителите кои имаат принова во обезбедувањето на основните потреби. Пакетче, значи, ќе добијат оние родители кои се жители на општина Штип и кои што се корисници на социјална парична помош. Средното медицинско училиште започна дружба со штипските осмоделенци. Намерата е да се подигне нивото на општествена одговорност, но и да се презентираат можностите на училиштето. Овој проект се однесува едноставно за категоријата на деца во адолесцентна возраст, која по наше мислење ќе помогне барем во одреден процент да се променат навиките на децата. Учениците кои доаѓаат од основните училишта ќе посетуваат неколку работилници од различните здравствени струки. Денес ние сме тука да го презентираме нашето училиште, нашиот профил физиотерапевти. Јас сум уште основно училиште и тука сме за да научиме нешто повеќе, да се запознаеме со какви се условите на ово училиште и за да одлучиме подобро што да се запишеме. Нешто не ми се допаѓа, нешто. Не ми се допаѓа нечистотата низ градот. Јадат цемки, сончогледи, пасови, цигари фрлат. Не е чисто у центарот на градот, вака околината, што е таму уште по-нечисто. Харти, летат, кисиња, најлонски, тоа не гние со време. Витрините на сладкарнички. Најбараниот подарок за денот на влюбените во бугарскиот град Добрич се единствени чоколада и бомбонери во форма на срце, изработени рачно. Излозите на сладкарницата се снабдени со исклучително различни по големина, декорација и облик чоколадни искушенија. Бомбоните се со различни комбинации, полнења и креми, од овошји и алкохол до ореви. Изработката на чоколадите е бугарска, ама занаетот е белгиски. Па по поминатиот курс бугарскиот мајстор Димче, бомбонерите ги прави веќе 7 години. Потрошувачката е најголема деноиве околу Свети Валентајн, но нарачки за уникатни бомбонери има и за свадбените церемонии на многу парови и за родендини. Утре е 45-тиот ден од 2014 година. Православните христијани го празнуваат светиот маченик Трифун. Православната вера неговиот ден го чествува на 1 февруари, а утре на 14. Неговиот ден се празнува од страна на лозарите и градинарите, според Григоријанскиот календар.
Припадниците на католичката вероисповед го одбележуваат Свети Валентин.